Нова енергија и луѓе кои се очекува да направат исчекор со многу повеќе борба и работа за подобро утре на сите македонски граѓани. Новите министри од денеска ги преземаат своите функции. Владина реконструкција е сосем нормална работа која се случува секаде во светот и се разбира дека првиот човек во владата треба да оцени работата на оние кои имаат функционерски позиции. Според познавачите, оние кои се сменети не значи дека не ја работеле добро својата работа, туку едноставно потребно е освежување и нови луѓе кои се очекува да направат нешто повеќе од стандардното вршење на позицијата. Мислам дека токму тоа е причината со која Мицковски се реши да направи промени во владата. Тоа треба да обезбеди нова енергија, ново темпо, нови луѓе, за да можеме сите заедно да тргнеме на некаков пат кој подразбира многу повеќе борба, многу повеќе работа, многу повеќе залагања, за да си обезбедиме подобро утре. Инаку, ако не отидеме кон подобро, ќе се вратиме на полош. Собраниската седница за реконструкцијата мина во тензична атмосфера, со неуспешни обиди на опозицијата да блокира и една ваква техничка работа. Според Бишевац, нормално да се очекува опозицијата да критикува, но потребно е да се внимава на политичката култура и начинот на кој се искажува критиката. Она што би требало да се внимава е вокабуларот, начинот на кој се бараат промените, начинот на кој се критикува работата на владата, бидејќи никому не му одговараат тензии и тензични ситуации како што бидовме вчера во собранието. Велам, тоа е нормална работа, но сепак тоа подразбира одредени граници на фер и етичко однесување. Инаку нов министер за здравство е Сашо Клековски, кој дипломирал на медицинскиот факултет при УКИМ и долги години е добро познато име во граѓанскиот сектор и јавниот живот, како и досегашен директор на Фондот за здравство. Новиот шеф во социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски е дипломиран економист на најдобриот универзитет во државава, досегашен заменик министер во овој сектор, а беше и технички министер во периодот од јануари до мај 2024 година. Новиот министер за правда Јетон Шасивари е доктор по уставно и управно право и редовен професор на Универзитетот на Југоисточна Европа. Новиот шеф во локална самоуправа е Иван Стојковиќ, дипломиран правник на Јустинијан I, долгогодишен пратеник и довчерашен министер за односи меѓу заедниците. На негово место таму доаѓа Агон Ферати, магистар по бизнис администрација, кој има богато практично искуство во локалната самоуправа и во делот на меѓународни проекти. Новиот министер за култура Серат Сулејмани доаѓа во ресор кој што му е познат, бидејќи во 2 наврати веќе беше заменик министер. Борче Серафимовски во земјоделие доаѓа од позицијата државен секретар во ова министерство, а нов министер без ресор е Ерџан Демир, кој до вчера беше на позицијата национален координатор во владата за креирање и следење на стратегии за немнозинските заедници.